И покрај вложените над 18 милиони евра и тоа пред 4 години, се уште не е пуштена во употреба големата крстосница кај Момин поток. Наместо да се реши сообраќајниот метеж, доцнењето дополнително ја влоши ситуацијата на овој потек низ кој минуваат околу 20.000 возила дневно. Возачите се жалат дека често чекаат и по половина час за да поминат 200 метри. Засега парцијално се решени неколку краци на крстосницата, а слабата сигнализација го комплицира движењето во овој дел од градот. Особено е проблем за странците кои преку обиколницата влегуваат и излегуваат во Скопје. Иако извршувањето на оваа клучка беше најавено за 2023 година, не е јасно дали ќе се заврши барем до крајот на оваа година. Резултатите од вонредните анализи спроведени по големиот пожар што избувна во саботата во магазин за отпад во скопското село Трубарево беа синоќа објавени од страна на Институтот за јавно здравје. Испитување на земените примероци од вода не покажале радиоактивност, ниту пак опасни нивоа на тешки метали во почвата. ИЈЗ соопшти дека е забележено зголемување на ниво на бакар и цинк само од едно испитано место, површинскиот слој каде што гореле литиумски батерии, но дека тоа е во рамки на дозволеното. Без проблеми се одвива онлайн наставата за учениците од 4 училишта во Газибаба, за кои Министерството за образование и наука одлучи една недела да паузираат од физичка настава, со цел да се заштитат од можните штетни материи по големиот пожар во магазин за отпад во Трубарево во саботата. Околу 1800 ученици ја посетуваат наставата и досега немаме ниту една поплака, изјави министерката Весна Јаневска. За нови 48 часа е продолжен притворот за сите четворица што беа опфатени со истрагата за пожарот во Трубарево. Ова го соопштија денес од Кривичен суд Скопје. Поради основано сомнение дека учествувале во извршувањето на кривично дело, загрозување на животната средина и природата, Скопското обвинителство поведе постапка против овие лица, за кои од судија на претходна постапка во неделата определи краткотраен 48-часовен притвор за обезбедување докази. Нивните конкретни действија се уште се испитуваат, а се истражува и потенцијална одговорност и на други лица, се вели во соопштението на судот. Македонија имаше жешко лето исполнето со пожари. Летото привршува, пожарите не престануваат. Напротив, од шумите се префрлија во Скопје. Што се случува во земјава? Има ли крај сето ова? Ке успеат ли државните институции да ги спречат потпалувачите и кој таквите криминалци ги организира? Сето ова се прашања што јавноста преку социјалните мрежи ги поставува. Граѓаните се гневни, загрижени и помалку исплашени. Не ни е потребно само да ги фаќаат пироманите на камера, туку ни треба да ги фатат со лисици и да ги сместат во затвор. За тоа се платени и полицијата и обвинителството. Е сублимат на она што граѓаните го порачуваат. Од власт веруваат дека сите сили се вклучени во спречување на идни подметнати пожари. Премиерот Мицкоски дури најави и измени на законот каде што подметување пожар ќе се третира како тероризам. Од друга страна, како што известуваат од СУК, во текот на изминатото деноноќие имало 20 пожари, од кои активни биле кај селото Виниче во Газибаба, на Кожов кај селото Никуштак и во општина Зелениково. Во чест на жртвите од трагичниот пожар во дискотеката Пулсо во Кочани, синоќа на плоштадот Македонија во Скопје се одржа собир протест организиран од иницијативата Кој е следен. Покрај оддавањето почит кон загинатите и поддршка за нивните семејства и повредените, на мирниот протест беше искажан и гнев и незадоволство поради слабото постапување на институциите околу истрагата за најголемата трагедија која пред 6 месеци ја задеси Македонија. Насобраниот народ постави и транспарент со порака 6 месеци без правда за Кочани. Инаку за потсетување, пожарот во Кочанската дискотека избувна рано наутро на 16 март годинава, зеде 62 жртви, а околу 200 лица се здобија со повреди. На барање на жителите, општина Центар постави теретана на отворено во паркот на Франкофонија, создавајќи современо катче за здрав и активен живот.
Фитнес зоната, како што појаснија од општината, располага со 17 справи наменети за вежбање и развивање на сите мускулни групи. Во склоп на теретаната има клупи за стомачни, висечки и паралелни шипки, вертикална решетка, боксерска вреќа и друго. Првата училишна спортска сала во населбата Припор ќе се гради во дворот на тамошното училиште на површина од 500 квадратни метри. Се очекува да биде завршена во рок од 2 години. Ова го најави градоначалникот на Кисела Вода Орца Георгиевски. Тој додаде и дека проектот е овозможен со поддршка од владата. Салата ќе овозможи современи услови за спорт и рекреација на учениците и младите од Припор. На асфалтирањето на улица во населеното место Љуботен, Дарко Костовски, градоначалникот на Бутел, кажа дека тоа што Дуи тука не го реализирал за 20 години, тие го направиле за 4. Костовски кажа и дека нема повеќе заборавени граѓани на општина Бутел, а најави целосна реконструкција на главните улици во Љуботен кои не биле чепнати од 1998 година. Својата визија за побезбедни улици и сигурно движење на најмладите скопјани ја презентираше денеска кандидатката за градоначалник на Скопје од СДСМ Каја Шукова. Таа нагласи дека безбедноста на децата е највисок приоритет и дека Скопје мора да стане град во кој улиците се безбедни за сите, најавувајќи проширување на концептот Зона 30, во која максималната брзина е ограничена на 30 км на час со современи мерки за смирување на сообраќајот. Полицијата уапсила жител на скопското село Ајватовци, откако го затекнала во близина на полуотворена фолија за одгледување растенија, во која се гледале насадени повеќе стебла од канабис. Местото било обезбедено и подоцна при претрес биле пронајдени и одземени повеќе стебла канабис. 3 документарни и 3 играни филмови ќе бидат прикажани на 10-тиот меѓународен филмски фестивал на дебитантски филм Киненова 2025, што ќе се одржи од 28 септември до 5 октомври во Македонската опера и балет и во Домот на културата Билјана Беличенец во Кисела Вода. Фестивалот ќе биде отворен со изгубениот сон на југословенскиот Dream Team, во кој учествуваат најголеми екс-југословенски кошаркарски легенди: Јуре Здовц, Дино Раджа, Тони Кукоч, Владе Дивец, Жарко Паспалј и останати.